Почитувани колеги, продолжуваме со работа. Точка 20. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањето на финансискиот план на СО Јосип Рацитски Гевгелиев за 2025 година. И точка 21. Предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување на СО Јосип Рацитски Гевгелиев за 2026 година. Представникот е тука, повелите. Почитувам председател на Совет на општина Гевгелија, почитувани советници, добар ден. Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски достави измени и дополнување на финансовиот план за 2025 година по ставки и подставки, согласно тековната реализација на активностите и потребите кои што произлегуваат од програмските задачи на нашата институција. Со ребалансот на финансискиот план за 2025 година за сметка 903.13 со вкупен износ од 9.843.483 денари, што представува преносен остаток од фискалната 2024 година. Се предвидува прераспределба на веќе одобрените средства по ставки и подставки согласно реалните потреби и програмските приоритети на нашето училиште. Со предложените измени средствата ќе бидат наменети за надградба и одржување на училишната инфраструктура, техничкото подобрување на капацитетите, односно наставните капацитети, набавка на ИКТ опрема, лабораториски средства и слично, поддршка на наставно-образовниот процес, како и редовно сервисирање на обврските и трошоците во согласност со програмата за работа на училиштето. Измените се содржани во предлогот за измени и дополнување, што ви е доставен, и со овие измени, значи, сакаме да осигураме непречено функционирање на училиштето и нормално подобрување на условите на нашите ученици и наставници. Во прилог, значи, ние и самофинансирачката сметка и донаторските сметки. Што се однесува до годишниот план за вработување, во рамките на годишниот план за вработување за 2026 година се планирани 6 вработувања во училиштето, и тоа 2 административни службеници, од кои што е 1 секретар, работно место ослободено по основ на пензионирање од 2024 година, меѓутоа се уште не е реализирано, и 1 сметководител со средно образование, за кое што има потреба поради зголемен обем на работа. Имено сите училишта во нашата општина имат 1 сметководител кој што не може во целост да ги обслужи сите училишта. Планирано е вработување на 4 лица во помош на техничката служба, и тоа 3 хигиеничари, од кои што едното работно место е ослободено во 2024 година по основ прекина договор за работа, но е нереализирано досега, и 2 работни места кои што ќе се ослободат во текот на 2026 година по основ на пензионирање. Има планирано и пополнување на работно место ложач, ракувач на парни котли, за кое што сега работните задачи ги извршува хаусмајсторот. Благодарам. Накратко ова, доколку повелите се за збор се јавува Димерџиева. Благодарам председателя, почитуван директоре. Во однос на финансискиот план, кој што сега ни е доставен, односно измени имаме на финансискиот план за 25-та, кој е веќе усвоен, уште кога го усвоивавме, а и знаете, некое време наназад во минатите години, постојано сум на една иста дискусија, дека малку неплански раководите со буџетот во текот на целата година. Зошто е тоа така? Зошто го велам така?
затоа што за некои ставки, каде што завршно со 24 година трошите поголем износ, вие на почеток на годината планирате помал, па пак ги зголемувате, па после со некој ребаланс пак ги намалите. Значи не зборуваме за развојот на училиштето, не зборуваме за проектите и за донациите кои што знаете дека ги поддржуваме и секогаш ги поддржуваме сите активности кои што се однесуваат за нашите деца. И се е тоа добро. Дали се работи за опрема, дали се работи за реконструкција, нормално тоа е до трајно училиште и ќе го реконструирате и ќе го доопремувате и ќе купувате и нови опреми, електронски уреди и така. Меѓутоа во тие основните трошоци сте малку неплански. Сега да бидам по-конкретна, имам неколку прашања. Прво, не ми е јасно во делот основни пласти, други вработени, имате зголемување од 267.000 денари, а во делот персонален данок на плата има намалување. Малку не ми е јасно зашто износот за плата се зголемува, а персонален данок од плата се намалува. Што се однесува до, еве имате зголемување водовод и канализација, разбирливо, не барам одговор, цената на тие услуги е зголемена од јануари, меѓутоа цената на гјубротарината не е зголемена, а со завршна сметка имате 167.000 потрошено за 24-та, а сега барате 220. За едно училиште се работи, претпоставувам дека таму треба услугите да ви бидат исти. Зошто имате толку голема разлика во делот на течни горива? 24-та сте ја завршиле со 1.017.000, а сега дури 3.500, а уште сме прв квартал. Во однос на превозни услуги во образованието, 8.700 потрошени 24-та, па со 8.500 проектирани ја почнуваме годината, па сега 10. Ако сме предвидели дека ќе има зголемување во цените на превозот, зошто од старт не ги зголемивте, уште во планирањето на буџет? Тоа беше за 903.13, мислам сметка. Што се однесува за планот за вработување, прво би сакала да ја кажете јавно бројките на запишаните ученици 24-25 и учениците запишани 23-24, затоа што тоа што е голем страв за сите нас граѓаните на Гевгелија, затоа што се намалува бројот на деца и во градинки, и во основни, и во средни училишта, што е стварно жалосно. Значи имаме намален број на деца, а во вашиот план за вработување, каде што барате нови вработувања, значи зборуваме за нови, не зборуваме по основ на пензионирање, каде што местото е испразнато и треба да се дополни. Вие барате нова позиција, ново вработување на основ на зголемен обем на работа. Зголемен обем на работа, а намален број на деца малку не ни оди. Во делот на сметководител со години таа обврска завршуваше еден сметководител за сите училишта и сега кога не знам, јас мислам е намален обем на работа со помалку деца, најверојатно е така. Цело време зборувате за некои теркови што ги праќаат од министерство, значи со електроника се е упростено, не верувам дека е усложнено, а вие сега барате сите посебни сметководители. Бидете се реални, побарајте тоа што ви е упразнато место, затоа што така сте функционирали до сега и ќе биде сликата малку подруга. А со нови вработувања на основ на зголемен обем на работа не се согласувам. Благодарам. Благодарам и вам.
Имаше неколку прашања колку финансија. Може. Благодарам во однос на првото прашање во делот на основни плати. Ова остатокот значи сметководствено, уште еднаш значи ќе се консултирам со нашата сметководителка, доколку е можно значи ќе ви одговорам писмено на што се должи во делот на персонален данок од плата. Во делот на течни горива за нафта, значи ни следува нова јавна набавка, значи во август. Дел значи ни се потрошени од средствата. Јавната набавка за нафта ни беше 4.132.000. Еве ми како што спомнав, значи ни следи нова јавна набавка, не знаеме колку би се движела цената и затоа овие се некои по битни ставки на кои што мора да планираме. Во делот на превозни услуги во образованието, да, со оглед на тоа што месечно исплаќаме некаде 1.200.000, значи исто така и тука треба да планираме. Моментално веќе е во завршна фаза јавната набавка за превозни услуги во образованието за меѓуопштински превоз. Затоа и тука сметам дека и tekako мора да се планира. Во делот на број на ученици, значи учебната 24-25 година имавме запишано на почетокот вкупно 227 ученика, 23-24 нешто повеќе. Сега во делот на планот за вработување за 2026, во делот на сметководител, зголемен обем на работа, сметам на тоа дека што имаме поголем број на сметки, се со цел, значи, ефективно, навремено завршување на овие потреби, поради зголемениот обем на работа во самата организациона единица, значи имаме зголемен број на активности кои што се поврзани со проекти, со јавни набавки, реализација на буџетски средства, зголемени и административни, меѓутоа и законски обврски за известување, контрола, за транспарентност, потреба за поефикасна и навремена изработка на финансиски извештаи, пресметки, анализи на трошоци. Реално, значи, имаме голем број на сметки и затоа мислам дека нема ништо лошо во делот еве да побараме ново работно место, сметководител во поделение за финанси и сметководство. Да, прашањето да благодарам. Ако добро го разбрав, во тек ви јавен повик за набавка на течно гориво нафта, кој што треба да или Тоа е групно и е некаде во август. Добро, значи 2024 сте истрошиле 1.017.000. Тие ми се податоци од завршната сметка. И се ваши бројки. А сега ми спомнавте дека треба да обезбедите 4.132.000 за која беше таа бројка, ја спомнавте, за нафта? Јавната набавка. Јавната набавка вие со тој износ. На што се должи прво таа разлика пута 4 пати е поголем износот кој што го имате на јавната набавка, а сега во моментот со овој ребаланс имате 3.500.000. Дали пак има ребаланс и зголемување на оваа ставка? До 4.132 колку што е јавната набавка. Кој се распише, значи новата и затоа
не знаеме како ќе се движи цена, колку отприлика и затоа во оваа ставка, еве со распределбата имавме средства кои што ги додадовме тука во оваа за течни гори. Беше одговорен, мислам дека беше јасен одговор. Друг за збор, колеги? Атанас. Пред да почнем со дискусија, сакам директорот на гимназијата да ми даде одговор, односно дефиниција, што е тоа зголемен обем на работа. Па потоа ќе продолжи. Се работи за работното место сметководител со средно. Благодарам на прашањето, значи пред малку кажа, првенствено се мисли на тоа што нашите училиште, значи за разлика од другите имаме повеќе сметки и тоа што пред малку го одговори, значи во делот на она квалитетно, односно на времено, поефикасно, друго е кога имаме во училиштето, пошто ние како училиште немаме ни благајник, и сметам дека е убаво средното училиште да го има ово место. Тоа дали имате благајник или не е спомнато овде. Јас само сакав да чуам што е тоа зголемен обем на работа во ова време, кога сите знаеме со еден токен може да се плаќа и ич да не се, бидејќи не работите со готовина, ич да не се оде до банка и тоа многу брзо оди. И не знам сите овие изминати години, колку години со тој еден сметководител што бил во Крстен и Сирков и што се обслужувале сите школи, немало ников проблем, како сега наеднаш се јави за да се бара сметководител со средно, нагласено, и изголемен обем на работа за повеќе сметки. Значи, да ви кажем искрено, тоа не ви држи. Втора работа, сега слушнав за течни горива. Сигурно знаете дека и Општинското средно училиште е мапирано на мапата како еден од најголемите загадувачи во град Гевгелија, бидејќи користи такви течни горива за затоплување, и мајке во предвид дека и барате и работно место, како точно се викаше, котлар, и кога веќе толку многу имате зголемен обем на работа, имате, учествувате во разни проекти, па ви сакам овде да предложам, бидејќи Советот, мнозинството од Советот и самиот градоначалник немаа слух за тоа општинско предпријатие за производство на електрична енергија од фотоволтаици, за да ги искратите сите овие трошкови, да не бидете загадувачи, да немате потреба од дополнителен помошен од технички персонал, да аплицирате да се направите проект за фотоволтаици, со тоа што нема да имате потреба од такво помошно техничко лице, имате помалку трошоци тие што се за течни горива и секако нема да ја загадувате животната средина. И мајке во предвид, бидејќи имате и многу зголемен обем на работа, мислам дека треба да размислите во овој преостанат следен период за да изработите проект за оваа намена. Благодарам. Благодарам и вас. Друг за дискусија се јава за збор? Некој? Не. Бидејќи не благодарам представникот за присуството. И точка 20 ја ставам на гласање. Кој е за? 10. Против? Воздржани? 2. Воздржани? Не дигат сите рака, не. Тие ще дигат 2. Другите не гласат. 10. Така. Но тоа го знам. Констатирам дека предлог решението е усвоено. И точка 21 ја става на гласање. 10 за, против, 2 против, 3 против и воздржани. Толку, не. Констатирам дека предлог решението е усвоено. Точка 22. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањето на финансискиот план
на Основното училиште Вала Кантарджиев Гевгелие за 2025 година. И точка 23, предлог решение за даване согласност на годишниот план за вработување на Основно училиште Вала Кантарджиев Гевгелие за 2026 година. Почитуван председател, почитувани советници, уште еднаш добар ден. Општинското основно училиште Владо Кантарджиев од Гевгелија ви достави предлог измена и дополнување на финансовите планови за двете сметки 903 и 707. Исто така ви достави и годишен план за вработување за 2026 година. Ако има некое прашање, некој повели. Материјалите ги има. Колеги, отворам дискусија, кој се јава за тоа? Раманчев. Јас само реков дека се доставени материјалите, како ви одговара. Благодарам, председателе. Почитуван представник од Општинското основно училиште Владо Кантарджиев во однос на измените и дополнувањето на финансискиот план. Се задржувам на сметката што овие блок дотации и измените и дополнувањето на оваа сметка. Вака сега се врши дополнување, како што рековте на комисија, 1.900.000. Меѓутоа, внатре имате некои исто така одземање, минусирање на некои сметки, додавање на други сметки и 1.946.000 ви се измените на вашата сметка во блок дотации. Сега вака. Надомест за годишен одмор го зголемувате за 204.000 денеси. И зашто? Зашто не ви е планирано колку ќе биде надоместокот за годишен одмор, кога немате никакви промени кај платите? Зашто не е испланирано како што треба да биде? Благодарам. Понатаму, од овие 1.900.000, 99% ги трошите за тековни оперативни трошоци, и тоа имате зголемување кај електричната енергија. Понатаму, исто така имате зголемување кај течните горива и вкупното зголемување во овој дел за комунални услуги грејење вие 423.000, што е малку не, тука некаде 25%, 30% за овој дел. Понатаму, одржување на згради, имате исто така едно поголемо зголемување на оваа ставка. Превозните услуги. Зашто ги зголемувате превозните услуги, зарем не ги испланирате на 1.1.2025 година тој трошок и сега тука додавате малку поголема сума во однос на сите останати сметки. Договорните услуги исто така се ги зголемувате. Други оперативни расходи имате зголемување и ќе се задржам на други трансфери од 540.000 денари. Овие други трансфери ви се може да потенцирате зашто ви се другите трансфери од 540.000 денари, ако може? Да, јубилејните награди. Зарем досега не ги исплатите јубилејните награди? Зарем досега не ви беа приоритет вработените со 10, наполните 10, 20, 30 години во вашето училиште? Туку имавте приоритет се друго, за да сега ги планирате тие приоритет да ви бидат вработени кои што вршат воспитување и образование на децата од нашата општина. Тоа ми се прашањата и коментарите во однос на измените и дополнувањата.
Во однос на точка 23, давањето на согласност на годишниот план за вработување во Основното училиште Владо Кантарџиев за 2026 година. Исто така, сега тука, да, во образложението убаво наведено ви е зашто барате. Во планот барате, поради зголемен обем на работа, административен службеник, секретар, затоа што вие немате секретар, туку имате технички секретар. Кој што врши благајнички работи. Кој што врши? Благајнички работи, така е по системот. Како функциониравте до сега? И сметам дека со барење за зголемување на вработените врз основа на овој годишен план за вработување, секретар, само ќе трупаме администрација во образованието. Сметам дека не е во ред. Благодарам. Вака сега прво да ги образложам по ставки и подставки во однос на вашите прашања. За надоместок на годишен одмор, значи зголемувањето е затоа што првичната сума, ние кога го правихме планот, беше по старото, како што е 11.000 оваа година, 12 и нешто треба да е следната година, и меѓу училиштата се договараме кај што има вработени во повеќе училишта, која година ќе го исплати да се го планира. Значи имаме некој што е на половина работно време и кај нас и во друго училиште, па така правиме план која година кој ќе го исплати. Затоа е зголемувањето. Во однос на електричната енергија, додека беше ладно, фотоволтаичната централа не произведуваше доволно енергија за да можеме да ја покриеме трошоците и заради тоа што следува нова јавна набавка, се ставени повеќе средства да не се доведеме до ситуација да немаме пари да ја платиме електричната енергија. Морам да ви кажам дека денес сметката за струја што ја добивме за месец април изнесува за трите училишта, значи централното и двете подрачни, 19.000 денари, што е навистина многу помалку за разлика од зимскиот период кога е и до 70. Во однос на течните горива, односно нафта, тука се додадено уште 250.000 затоа што во последните 2 години се истрошени по 1.700.000, па да се држиме на таа сума за 25 тона нафта. Ви реков и на комисиите, во одржување на згради ставивме средства затоа што сметаме дека е потребно нешто во дворот да доправиме. Превозните услуги во образованието се движевме во рамките на дадениот буџет и затоа бевме ставиле помалку средства. Сега од следната учебна година има повеќе ученици кои што ќе патуваат, затоа што знаете дека 4 и 5 ги повлекуваме во централното и затоа има зголемување. Во однос на договорните услуги, како и секогаш, мора да планираме повеќе затоа што до крајот на годината еве сега излезе ова, например, и со проценка и со ред други работи кои што треба да се платат на поинаков начин. Во однос на прашањето за другите трансфери, во Владо Кантарџиев досега нема поднесено барање за исплата на јубилејни награди, нема ниту еден вработен што во 2024 година ги исполнил условите. Во 2025 има само еден во јануари, меѓутоа, кога ќе поднесат барање, ќе видиме како ќе биде со исплатата. Значи, во 2024 година нема ниту еден што исполнил услов со 10, 20, 30 и 40 години работен стаж. Благодарам. Одговорите друг за дискусија? Се извинувам, не одговорив за вработувањето. Значи, овој план е истиот како и претходната година. И измените и дополнување. Сегашниот секретар е со средно образование, работи благајнички работи и истата исполнува услови за пензионирање во ноември месец. Сметаме дека во училиштето е потребно да има секретар со високо образование, односно правник, за да можат многу работи во училиштето да се одвиваат многу полесно. Има училиште, еве, например, гимназијата, каде што има 20 секретари. Мислам дека многу полесно се функционира така.
Верувајте, има многу административна работа и кај нас секретарот прави буквално се. И ова е нереализиран план од претходната година. Значи истиот план, истите вработувања. Мислам дека ги опфатих сите или нешто испуштим. Се извинувам. Колеги, друг за збор? Нема. Доколку нема, е затворена расправата. Точка 22 ставам на гласање. Кој е за? 9, 10. Против? Воздржани? Останатите негласани. Констатирам дека предлог решението е усвоено и точка 23 ставам на гласање. Кој е за? 10. Против? Воздржани? Не гласали од останатите. Констатирам дека предлог решението е усвоено. Точка 24. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањето на финансовиот план на Крстен црква Гевгелија за 2025 година и точка 25. Предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување на Крстен црква Гевгелија за 2026 година. Представителите пристапен поведете. Почитувани советници, почитувани председателе, добар ден. Пред вас ги имате измените и дополнувањето на финансовиот план за основното училиште Крстен Цирков. А не слушнав само дали оди и за двете точки. И за двете точки и предлогот за годишниот план, согласно за годишен план за вработување за 2026 година за основното училиште Крстен Цирков. Ако имате прашања, повесите. Отворам дискусија. Романчев за збор. Благодарам, председателе, почитуван представник на основното училиште Крстен Црков во однос на измените и дополнувањето на финансискиот план. На сметката блок дотации, тука имате измени и дополнувања од 3 милиони и 800 милиони денари. Зошто? Барам објаснување во однос на делот плати и надоместоци. Не, сега ќе го кажам прашањето, него не почнав. Во однос на делот плати и надоместоци имате намалувања 2 милиони и 800 милиони денари. Зарем толку, како да кажам, го промашивте планот за плати и надоместоци на 1.1.2025 година, за да сега вие намалите износ од скоро рече од 3 милиони денари. Да минусирате од овие ставки. Делот од средствата околу 40% пренаменувате, носите во тековни оперативни расходи. Ќе се задржам на зголемувањето на ставките за електрична енергија и водовод и канализација, зашто баш водовод и канализација си планирате повеќе пари. Понатаму имате зголемување кај превозните услуги и вие, кај договорните услуги за 50.000 денари, кај другите трансфери, исплата, предпоставувам дека и кај вас е тоа исплата на јубилејни награди. Зарем и во вашето училиште немате исплатено јубилејни награди, ако доколку следува од 2024 година некој што исполнуваат услов, ако не, во 2025 година, колку души исполнуваат услов, затоа што во претходното училиште, во Владо Кантарџиев, само еден исполнува услов за јубилејна награда, а планирани се 540.000 денари за јубилејна награда. Това са малку абсурд во бројките. Тие ми се прашањата во однос на измените и дополнувањето на финансискиот план.
Додека во однос на точка број 25, давањето на согласност на годишниот план за вработување за 2026 година за вашето училиште, според планот барате, ќе се задржам повеќе на зголемен обем на работа, сите три вработувања што ги барате за 2026 година ви се зголемен обем на работа, но на овие поголемите суми што треба да бидат исплатени, планирани, и доколку се случи, треба да ги исплатите на секретар, како функционирате досега, досега е потребен секретар како административен службеник и исто така барате и плюс сметководител, да биде вработен како сметководител, односно промена на не референт, туку како ви е напишено во образложението, како да сега се функционира на ова, како што каже колегата, современо време, до сега како функционираа сите овие работи во однос на обувувањето на техничките работи во однос на сметководство. Благодарам. Имаше повеќе прашања? Што можете одговорам со Цел извештај. да ќе писмено ќе одговориме. Вака, за превозните услуги во образованието. Бараме повеќе средства, точно тука, затоа што имаме дел кој оди преку јавна набавка, тоа е за местото Старо Конско, и да не се доведеме до ситуација кога може да касне јавната набавка, намерно се оставиме вие за да не бидеме без превоз таму. Во делот со превоз. Во делот со договорните услуги, тоа што може да запамтам, ќе треба да имаме некои интервенции со мајстори при некои работи на кровната конструкција и верувам дека тие ќе бидат доволно, бидејќи некои немаат и фирми, некои си немаат фирми, па одиме преку договорни услуги со мајстори. Сечење на дрва исто така во подрачното училиште во Мојин, тие не се планирани таму. Друго, што беше друго? Јубилејната имаме ние за јубилејна, имаме од ланската година имаме 4, некои со 20, некои со 30 години искуство, но имаше некој проблем при исплатата кој треба да исплати, дали преку училиштето, во собствената сметка, дали преку Министерството, дали преку општината. Ние поставивме толку пари, сега ова година не знаеме точно колку имам, искрено, но за ланската и сигурно ќе имаме и ова година, верувам дека овие средства ќе бидат доволни, за да почнеме да ги исплатиме тие што имаат, што стекнуваат право за јубилејна награда. За електрична енергија. За електрична енергија жива материја. Не може да процениме секогаш колку пари ќе истрошиме за електрична енергија. Сега е мај. Гледате какво е времето надаму. Значи, денеска работеа климите. Во мај нормално клими не работи на топло. Кај што имаме, сакам да кажем. Чисто од внимателност за да не останеме без средства. Затоа се поставени. Друго, најболе тие се плати кои имавме луѓе со кои беа на боловање. На боловање кои беа луѓе. И тие на боловање, да. Боледување. Не боловање, туку на боледување. И кога се повеќе, да кажеме, отсутни, некои дел од тие исплаќаат и училиште. Ама не излезе така, се вратија од боледување тие и остана како да вид вишко што се јаде разпределување.
Ако се разбрахме, ако не... Не сме се разбрали. И за обработувањето, ако... Може за обработувањето, да. Местото работа на местен секретар, зголемен обем на административна работа. Ние имаме технички секретар, функционираме сега со технички секретар, но на нас не треба правник. Бидејќи секогаш се соочуваме со проблеми при толкувањето на законите. Ние знаеме да ги читаме законите, но не знаеме да ги толкуваме, ги толкуваат правници. И навистина на нас не треба секретар, правник. Работно место сметководител. Ние имаме сметководител, со претходна систематизација, ако и текнува лани, исто зборувавме пак за тоа дали ги треба, не треба два секретара, два сметководителя да имаме. Имаме сметководител кој обслужува 6 училишта, а е заведен со средно образование. Работата не е ново вработување, туку дека од сметководител самостоен референт да добие покачување, односно да стане сметководител советник. Значи, самото не е ново вработување ова. Постоечкиот сметководител треба да добие едно звање, повеќе да му се признае факултетската диплома. Ова што е сега е со средно образование, според систематизација може да биде и со високо образование. А за хигиеничари и да не зборуваме, нашето училиште работи во 2 смени, а има 4 служители. Ако мене ме прашате, јас прво би работил нов служител хигиеничар во училиштето, бидејќи има потреба. Има потреба за 20, но и со еден мислам дека ќе завршиме голема работа. Тоа ни треба моментално, ни треба најмногу служители. Бидејќи втора смена оставуваме само со еден служител. 807 ученици. Плюс персонал 60-39 студии. Со 4 служители. Да, една смена некако нели, ќе завршиме до 1-2 часот, школата завршила со работа во 5:30. Тука има и спортска сала, дворот училище, игралиштата, што ги користат и сите, пак се оставени на нас, да ги чистат за нашите служители. Така да, затоа одговарам тоа, не се друго. Тоа е. Дополнителни прашања ќе има? Ако не се разбрахме во врска со ова за платите, ај уште еднаш, ако не писмено ќе бидете доволни. Во ред. Да. Друг за дискусија, Атанасов. Не мислев да се јавам за дискусија, но директорот ме потегна за 2 кратки прашања да поставам. Рече дека денеска биле уклучени климите, па сакам да ми даде одговор колку училници кај што учат децата имат поставено клима. Нема ниједна. Молим? Ниједна, нема клима во училиште. Добро, благодарам. И второ прашање, рековте дека договорни услуги што ви вршат немат фирма. Дали вие унапред знаете кој ќе ги врши тие договорни услуги на кровот или на други делови што имате потреба, па... Тие се мали, тие се изvedби, сега да кажеме, сечење на дрва во моини. Тие се најчесто луѓе кои имат со договорно дело, значи работат на таков начин и сега ќе изврши тој. Законот и конструкција, како да кажем, лимар не треба. Лимар, конкретно лимар. 2 пати лани работихме со лимар, колку зеле не е битно, оставивме, имам пак некои проксите за лимар. Тие се најчесто... Благодарам. Тоа е, не се со фирми. Друг за дискусија, колеги? Нема. Бидејќи нема, затворна расправа по 2 точки, да поставите благодарност за присуството. Точка 24 ја ставам на гласање, кој е за? 10, против, раздржани, 4, 5. Констатирам дека предложението е усвоено и точка 25 ја ставам на гласање, кој е за? 10, против, 5.
Воздржани? Еден не глас. Констатирам дека предлог решението е освоено. Точка 26. Предлог решение за освојување на измените и дополнувањата на финансискиот план на Основното училиште Ристо Шуклев Неговци за 2025 година. И точка 27. Предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување на Основното училиште Ристо Шуклев Неговци за 2026 година. Може. Почитувани председатели, почитувани советници, Основното училиште Ристо Шуклев Неговци ви достави измени и дополнување на финансов план за 2025 година за сметка 903 во износ од 550.000 денари, кои се распоредени на неколку ставки, и тоа електрична енергија, превоз, дополнителни активности и одржување на згради. Во однос на годишниот план за вработување, Основното училиште нема потреба од нови вработувања, ќе остануваме со 6 техничко-административен персонал. Доколку имате прашање, повелите. Отворам дискусија, кој ќе се јави за збор по овие две точки? Нема, бидејќи нема, ја затворам расправата на представникот на Владен. Точка 26 се става на гласање, кој е за? 10, против, воздржани. 9. Инерција. 9 за, против, воздржани. 6. Констатирам дека предлог решението е освоено и точка 27 става на гласање. Благодарам. Констатирам дека предлог решението едногласно од присутните е усвоено. Точка 28. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањето на финансискиот план на Основното училиште Климент Охридски Мировци за 2025 година. И точка 29. Предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување на Основното училиште Климент Охридски Мировци за 2026 година. Добар ден, почитуван председател, почитувани советници. Претходно беше доставен предлог финансовиот план за Климент Охридски Мировци, подставки и подставки, и годишниот план за вработување. Ако има некој нешто да ме праша, повелете. Отворам дискусија по двете точки. Стилова. Благодарам, председателя. Што да ви кажам, поздрав до представникот на Основно училиште Климент Охридски, и сега, секој пат кога доаѓа последно, а јас правам како ребаланс, да кажем, на 4 училишта, па се јавам за збор. Како и да е. Блок дотации за Владо Кантарджиев има 2.350.000, за Крстимир Црков 1.100.000, за Ристо Шуклев 550.000, за Климент Охридски 1.400.000. Тој е во ред. Сега прашањето ми е вака. Конто 421.110 електрична енергија, Владо Кантарджиев планира зголемување од 150.000. Крстимир Црков зголемување од 50.000, Ристо Шуклев зголемување од 100.000, а Климент Охридски не планира зголемување на оваа ставка за електрична енергија. Затоа што во вкупен износ, значи Владо Кантарджиев има 550.000, Крстимир Црков 500.000, Ристо Шуклев скоро 500.000, 489.500, а Климент Охридски 350.000. Дали сметате дека ќе ви бидат доволни? Па според тоа што имаме... Ако може да заврши по-пот. Извинете. Конто 421.240 течни горива. Владо Кантарджиев има планирано покачување од 250.000, Крстимир Црков нема, Ристо Шуклев нема, а Климент Охридски има планирано зголемување од 581.000. И се утврдува на износ од 1.100.000. Дали тука се компензира на место за струја за течни горива, барам да ми одговори.
Конто 423-110, канцелариски материјал, Владо Кантрџиев планира 10 милиона зголемување, Крстимир Сирков 10.000, се извинувам, 10.000 зголемување, Крстимир Сирков 5.000, Ристо Шуклев не планира, а кај вас има планирано зголемување од 20.000. Малку ми стои голема ставка во однос на другите училишта и за тоа барам одговор. Конто 423-190, други административни материјали. Владо Кантрџиев планира зголемување од 5.000, Крстимир Сирков 5.000, Ристо Шуклев не планира, а кај вас има зголемување од 20.000. И првичните планирани 10.000 се утврдуваат сега на 30.000, што е повторно повеќе во однос на Владо Кантрџиев 20.000, Крстимир Сирков 20.000. Конто 423-810, ситен инвентар. Владо Кантрџиев не планира ништо, Крстимир Сирков 3.000, Ристо Шуклев не планира ништо, а кај вас има зголемување од 20.000. И првичните 10.000 се утврдуваат на 30.000, што е повторно во однос на другите училишта, да не кажам дупло и тродупло, затоа што за Владо Кантрџиев има 15.000, Крстимир Сирков 10.000, Ристо Шуклев 10.000, а кај вас има 30.000. И конто 423-910, други материјали за специјална намена. Владо Кантрџиев планира 5.000 изголемување, Крстимир Сирков 5.000, Ристо Шуклев не планира, а кај вас има планирано плюс 15.000. И се утврдува на износ од 35.000, што е повторно во споредбата со другите училишта големо, затоа што Владо Кантрџиев има 20.000, Ристо Шуклев има 15.000. И сега уште едно конто, 464-910, плаќање по судски решенија. Сте имале 0 денари планиран буџет, сега имате 20.000 со ребалансот. Дали тоа имате најава за некој судски спор или ги планирате онака? А што се однесува за годишниот план за вработување за 2026 година, во ред е да барате согласност за ново вработување, кога основот е пензионирање, и оваа точка од дневниот ред ќе ја поддржиме. Благодарам. Се извинувам што ви упаднав во зборот, но сега да ви го објаснам. Значи, ова веќе за електрична енергија, се надеваме дека ќе ни стасат средствата. Со конто 421-240 за течни масла и горива ни се предвидени овие средства, 581.000, но овие средства ги распоредуваме според предходно насоки од општината. Конто 423-110 канцелариски материјали, тоа ни се 20.000, ни се за хартија за печатење, хартија во боја, салотет, маркери за табла, свингери за табла и за зелена табла, лепило, и сето ова ни е повеќе за хартија за печатење поради тоа што во сите училници и кабинети имаме печатачи, а и хартијата најмногу ни треба за печатење на електронскиот дневник и сега за крајот на учебната година и за тестовите. 423-190 за други административни материјали, овие се 20.000 ни се за набавка на тонери, како што кажав предходно, бидејќи во секоја училница имаме печатачи. На конто 423-810 ситен инвентар, ќе се надоврзам со сите три конта, 423-910 други материјали за специјална намена, 423-990 други материјали. Значи овде ни се предвидени за предходно имавме нешто мали дефекти во училишниот двор, имавме пукнати две цевки и сето тоа ни требаше за црева, за спојки, за нешто да се наполнуваме и исто така имавме санирање во спортската сала некои мали недостатоци.
Потоа, мислам дека беше 425-310 правни услуги или, ако не се... Да, овдека на оваа ставка, како што и претходно, мислам дека за истото прашање не прашавте дали ако имаме претходно некој спор, ќе имаме некои трошкови. Да, спор постоеше, но се уште немавме никакви трошкови, ниту па проценка за износот, затоа тогаш не ни беа ни планирани средствата. И како што кажав, ако се појави потреба, ќе имаме планирање преку овој ребаланс и како што тоа сега го правиме. Не знам дали пропуштив нешто, ако пропуштив, ви благодарам. Друг за дискусија? Нема, бидејќи нема. Благодарам на представителите. Ви благодарам. И точка 28 ја ставам на гласање. Кој е за? Сега сме? Не. 9. Против? 8 за, против 1. Воздржани? 6. Констатирам дека предлог решението е усвоено. Точка 29 се става на гласање. Кој е за? Тука е едногласно. Констатирам дека предлог решението е едногласно усвоено от присутните съветници. Точка 30. Предлог решение за усвојување на измените и допълнувањето на финансискиот план на Основното музичко училиште Васка Рияна в Гевгелие за 2025 година и предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување на Основното музичко училиште Васка Рияна за Гевгелие за 2026 година. Благодарам. Добар ден, почитувани. Со предлог измените и дополнувањата на финансовиот план на музичкото училиште имаме дополнување од 420.000 денари. Поголемиот износ од овие средства се наменети за поправка и тековно одржување на зградата, како и разни трансфери, а во однос на годишниот план за вработување за 2026 година се планира едно вработување на работното место секретар, бидејќи постоечкото лице следната година ги исполнува условите за старосна пензија. Споделете доколку имате прашање. Седните па доколку има. Отворам дискусија по двете точки. Кој се јава за збор, колеги? Нема, бидејќи нема. Благодарам на представникот. Точка 30 ја става на гласање. Кој е за? Благодарам. Констатирам дека предлог решението е едногласно усвоено. И точка 31 кој е за? Благодарам. Констатирам дека предлог решението е едногласно усвоено. Точка 32. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањето за финансискиот план на ЈО библиотека Гоце Делчев, Гевгелие за 2025 година. Добар ден, почитувани советници, представници на медиумите. Измените и дополнувањето на двете сметки, на буџетската сметка и сметката за самофинансирачки активности беа предложени. Доколку имате било какви прашања, повелете. Колеги, отворам дискусија по точката. Дали некој се јава за збор? Нема, бидејќи нема, на представникот му благодарам за присуството и точка 32 ја става на гласање. Кој е за? Сега сме 9 за, против, воздржани, останатите не гласање. 9 за, останатите не гласање. Констатирам дека предлог решението е усвоено. Точка 33. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањето на финансискиот план на ЈО Дом на култура Македонија Гевгелие за 2025 година. Представете совет. Добар ден, почитуван председателе, почитувани советници. Дом на култура има една точка на дневен ред, измени и дополнување на финансов план за сметка 903.314, блок дотации. И тоа дополнувањата се во висина од 97.717 денари на една ставка разни трансфери. Ако имате прашања, повелите. Отворам дискусија по точката. Колеги, дали некој се јави за? Бидејќи нема, изразна благодарност. А точката 33 ја ставам на гласање. Кој е за? 9, против,
Воздржани? 9 за, останат негласни. Констатирам дека предлог решението е усвоено. Точка 33. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањето на финансискиот план на ниво Детска радост Гевгели за 2025 година и точка 34, пардон, беше лошо опечатано. И точка 35. Предлог решение за давање согласност на дополнувањето на годишниот план за вработување на ниво Детска радост Гевгели за 2025 година. Почитуван председател на Совет, почитувани советници, почитувана општинска администрација. Јавната општинска установа за деца, детска градинка, детска радост ви достави предлог решение за усвојување на измените и дополнувањата на финансискиот план на ЈОДГ детска радост Гевгелија за 2025 и предлог решение за давање согласност на дополнувањето на годишниот план за вработување на Јавната општинска установа за деца, детска градинка, детска радост Гевгелија за 2025 година. Материјалите ги имате, ако имате прашања, повелете. Отворам дискусија по две точки. Колега Ристо. Благодарам, председателе. Ќе дискутирам само по точка 35, мислам беше. Да, планот за вработување. Бидејќи овде ова е измена и дополнување на годишниот план за 2025 година. Да би прашал директорката, овој веќе еднаш спомене овој план, ова за последното место што го бајате сега како измена и дополнување е во ред. Тоа е за пензионери, тоа е неспорно. Меѓутоа, повторно на списокот не остануваат останатите 3 места, а тоа се 2 хигиеничари и 1 советник секретар. Да. А основот по кој што ги бајате тие 3 места се зголемен обем на работа. Би сакал прво да знам која е бројката на деца кои што се запишуваат сега во градинките, дали има листа на чекање или не, и дали соодветно на вашата систематизација или работни места во како се кажа во детските градинки би се опатени сите овие работни позиции. Од проста причина што овде под точка 3 бајате советник секретар и во тој контекст би ве прашал во која функција или кој ќе му бидат обемот на опис и попис на работни задачи кои што ќе ги врши во детската градинка и која врши таа функција во моментот. Би сакал прво да им дадете одговор за тоа, после ќе продолжам со дискусијата. Благодарам. Имаме 2 слободни работни места кои што се систематизирани и беа во планот за вработување, односно хигиеничари. Имаме еден готвач кој што ќе замени до јули на пензија. Значи тоа е третото вработување и имаме едно дополнување во систематизацијата. Овде правихме дополнување на систематизација. Мислам, правихме дополнување, ја поминавме тој правилник, односно дополнување на правилникот за систематизација и за тоа добивме согласност од Министерство за јавна администрација, Министерство за труд, социјална политика, демографија и млади. Тие места не се систематизирани. Во однос на новото место што е додадено советник секретар, и тогаш исто се објаснувавме баш за ова место, комплексноста и обемот на работа, зголем обем на работа се наистина тоа што сега, например, за спроведување на јавните набавки, ние вклучуваме лица од надвор. За одреден и уназад, значи, претходните години имаше лице кој што ги работеше тие јавни набавки, но сега не ги работи. За изработка на, односно подготовка на акти кои што ни се потребни за градинките, односно за сите видови на документи кои што се спремат во градинката. Моментално имаме консултации цело време со надворешни лица. Затоа ни е потребен тој правник со 240 кредити, кој што ќе ги спроведува тие јавни набавки, ќе ги подготвува сите акти кои што се изработуваат
за градинката. Да. Благодарам, председател. Благодарам на одговорот на директорката по однос на моите прашања. Сега ќе го кажам моето видување тоа што вие го рекате. Основ на голем обем на работа, првиот основ на кој што ги барате трите работни места, сметам дека вашето барање не се одветно. Бидејќи немате голем обем на деца и немате листа на чекање. Тоа не ми одговори. Колку ще е? Да ве прашам. Само горе. Да. Стриктно се држав за работните места. Не, затоа прашав дали има голем обем на работа. Имаме. Добро, може и така. Во делот на, да, благодарам. Во делот на, како што реков, во делот на техничкиот персонал кој што оди во пензија, тоа е неспорно и тоа е во ситуација и како советничка група покажавме на оваа седница дека во тој дел не спориме поддршка на план за вработување. Во делот на ставот 3, на точка 3, советник секретар, рековте дека претходно имало кој ги водел одредени административни работи во детската градинка и до тогаш немало никакви спорови, а сега ви треба лице, како што рековте, со 240 лица, така? Дали негде е пропишано дали кој е лице со кое образование на соодветното работно место, освен кога ведете советник, тој може би малку повисоко од некој друго работно место, а може соодветно и тоа работно и тоа друг вработен да ги врши или вработени, без разлика дали еден или повеќе, ги вршат тие действија кои што вие ги планирате за оваа работно место. Како ново, од проста причина што и сама рековте дека сега дел од овие работи ги врши лице од надвор. Значи, за тоа издвојувате финансии, а веќе во претходните години сте имале ситуација да во истата институција немало потреба за или може би не за целосно, меѓутоа за поголем дел од тие активности кои што ги врши сега некој лице од надвор. Сметам дека ова е несоодветно барање и ова ќе ви прави само зголемување на администрацијата во рамките на детската градинка и несоодветно да се вработува лица кај што на позиции кај што претходно функционира детската градинка соодветно. Сметам дека и до сега, како што рековте, не знам кој ги врши тие административни работи во делот на акти и сесте тоа на водари и за тие работи ви е потребно лице од надвор. Тоа е малку чудно, а ако го правите со тоа, сметам дека и ја оштетувате градинката со средствата кои што ги изнесувате надвор, а имајќи го персоналот или кадрот кој што и до сега функционираше во рамките на детската градинка. Благодарам. Добро, одговореното прашање. Имаме деца на листа на чекање. Да, имаме листа на чекање. Последно, да, имаме листа на чекање. Последно беше 30, од прилика 35 деца беа. Во градинката во моментот се околу 700 деца. 35 се на листа на чекање, да. Се запишени околу 700 деца и секој дневно, значи, имаме барања за запишување на нови деца во градинка. Се надеваме со отварање на новиот објект сега, всушност доградбата на Сончогледи, дека ќе се регулират и сите деца ќе бидат згрижени кои што се на листа на чекање. Друг за разговор? Атанасов? Од самите прашања и одговори од колегата и од представникот, сакам да поставам и јас едно-две прашања. По кој закон, дали по закон за администрација или по закон за заштита на деца, овој вработен треба да има 240 кредити и дали истиот кога би се распишал оглас во него било вметнато дека треба да има и лиценца за да извршува јавни набавки.
Може би има измени во законот што не ги знам, затоа барам да ми одговори представникот. И овде нешто во финансискиот план не ме е јасно за овие 412.000 денари. Дали тие пари се дојдени од блок дотации? Тие се прашања. Почетно тоа. На првото прашање, да, според Закон за административни службеници, според Закон за заштита на деца, вработениот како советник секретар треба да има 240 кредити, најмалку 3 години работно искуство по добивањето на дипломата и во систематизираното место кое што значи беше овде на совет, пишува дека треба да има потврда за положен испит за јавни набавки. Добро, за второто прашање? За второто прашање, да, тие се блок дотации, кои што се 412.404 денари и се поделени во две ставки. Конструкција на други објекти, изградба на капацитетот на Тие блок дотации се наменети стрикно за тие ставки за да се исплатат? Не, тие нас не ги одопштено како блок дотации, значи не прашува каде имаме потреби, таму ги распоредуваме. Да. Доста долго па да се врати. Не, сега остане, не е прв пат. Ваква забележка се објавила процедурално како се скева, вашето следващо. Во ред, значи, сега систематизираното работно место според овие два закона и треба да има 240 кредити и во самото место систематизирано дека треба да има и лиценца за јавни набавки. Така? Добро ве разбрав. Добро. А до сега, кој ги извршуваше јавните набавки? Не имавте такво лице работено во Колега, аз не мога да поставите ми прашањето, ќе седнете... За ово прашање, Ќе добиете изговор, па ќе одговорите. Ајде, пак се едно, две, по контекст, во рета, но веќе во однос на ова прашање, конкретно, значи, сакам писмено да ви образложам кој правеше, значи, кој ги спроведуваше и зошто не се спроведе. Имате дополнителни прашања? Дискусија дополнителна? Друг некој за дискусија? Нема. Доколку нема, на представникот на Милорад Костов, точка 34 ја става на гласање, кој е за. Сега сме 10 за, против? Не, И точка 35 ставам на гласање, пардон, констатирам дека предлог решението е усвоено и точка 35 ја ставам на гласање, кој е за, 10, против, 5. Констатирам дека предлог решението е усвоено. Сега, пред оваа кратката точка, ще ме може да се